Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Хотам најавува пораст на цените од 20%. Продолжните кабли се почеста причина за пожари во домот. Евроамбасадорот Дейвид Гир во посета на планинската спасителна служба од Охрид. Министерството за образование и наука со допис ги извести училиштата да не работат до 1 февруари за да се заштеди електрична енергија. Ги погледнавме кратките најави, подетално за нив и за останатите содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес студено утро, а во текот на денот сончево ветровите малку потопло време со максимални 7 степени Целзиусови во вечерните часови ќе дојде до зголемување на облачноста. Во текот на ноќта кон петок нестабилно време со врнежи од дожд и снег, кои прво ќе ги зафатат западните и северозападните делови, а потоа ќе се прошируваат и во останатите делови од државата. Во петок над северна, централна, источна и југоисточна Европа нестабилно време со врнежи од дожд и снег, ветровито и студено. Истовремено над западна Европа стабилно и потопло време. На Балканскиот полуостров во петок времето сончево со локална облачност, ветровито и студено. Во јужните и источните делови врнежи од дожд и снег, максималните дневни температури од 0 до 9 степени Целзиусови на Балканот. Во Македонија во петок во утринските и предпладневните часови нестабилно со врнежи од дожд и снег и само од снег, ветровито и студено време. Во раните утрински часови врнежи од снег над 700 метри надморска висина, во текот на денот и до 200 метри надморска висина. Во западните и југозападните делови пообилни врнежи. Доцна попледна и вечерта намалувањето на облачноста и студено време со пад на температурите со засилен североисточен и северозападен ветер, минималните од -9 до -1, кои се очекуваат кон крајот на денот кога ќе биде и најстудено, максималните дневни од 1 до +6 степени Целзиусови. Во Охрид во петок облачно време со врнежи од дожд и снег, ветровито и студено. Во утринските часови врнежите ќе бидат од дожд и снег, а во текот на денот во снег. Попладне врнежите ќе престанат. Минималната -4, дневната 2. Во Охрид во сабота, недела и понеделник студени утра со температури од -7, -6, а во текот на денот претежно сончево време со локална облачност, ветровито и студено, со максимална температура од 0, односно -2 степени Целзиусови. Ви представува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Sandeco, сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни и светскиот тренд 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расвета и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете Невоструга, веднаш до салонот за мебел Љачка. Art Wall – нова енергија во просторот. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор. Купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Кармен Бау центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Хотелската асоциација најавува пораст на цените од околу 20% во хотелско-угостителскиот сектор. Вела ценовниот шок на останатите производи веќе е натовар на работењето на секторот. Ке мора да растат цените на аранжманите и услугите. Хотам бара олеснување на постапката за дозвола за производство на електрична енергија со фотоволтаични системи за да може да бидат поконкурентни. Ке растат цените на хотелските и угостителските услуги. Со трендот на пораст на цените на сите производи и зголемените трошоци, Хотелската асоциација најавува пораст на цените на хотелските аранжмани, храната и пијалоците во локалите за 20%. Туристичките работници велат цените со години биле непроменети, но притисокот од порастот на трошоците е неизбежен. Зголемена е и цената на аранжманите во новите подпишани договори со странските туроператори за идната година. Цените на производите што ги даваме од хотелскава индустрија со оглед на репроматеријалите кои ги добиваме, например како струја, прехрана, пијалок и така натаму, сето тоа е оскапено, значи секако ќе мора неминовно ќе дојде оскапување на самите понуди, нели? Денеска да се загрее или да се излади еден објект кошта можда, да не речам дупло, ама скоро дупло од пред 3-4 години. Ако споредиме со 4 години назад е сигурно дупла, а цената не може во ниеден случај да остане иста. Дополнителен товар е енергетската криза и порастот на цената на електричната енергија. Хотам бара олеснување на постапката за дозвола за производство на електрична енергија со фотоволтаични системи за да може да бидат поконкурентни. Се бараат обновлива енергија, обновливи извори на енергија, поставување на панели, фотоволтаични панели што може да се постават по хотелите, но некако самите закони кај нас тоа го прават да биде многу отежнато и да не може да се добие таа дозвола за брзо време, значи зборуваме и од искуство дека не може да трае 6 месеци да се добие дозвола за производство на електрична енергија. Ако тоа се погледне и се направи една полесна апликација како тоа би се добило побрзо и поедноставно, можда и едно советодавно тело кое би помогнало на хотелската индустрија, како сите хотели би направиле тие соларни панели и евентуално да кажеме дека ќе може да бидеме поконкурентни на пазарот и да останеме како една таква дестинација. Хотелската асоциација и Независната угостителска комора од ноември бараат финансиска поддршка од државата за надминување на корона кризата. Министерството за образование и наука испрати допис до училиштата во наредните денови кога и учениците се на распуст да не се оди на работа со цел да се заштеди електрична енергија. Во дописот до директорите на училиштата се вели да не се организираат работни активности за наставниците, стручните соработници и административно-техничкиот кадар,
Освен за техничкиот кадар кој што е неопходен за обезбедување на објектите и имотот на училиштата во периодот од 20 до 26 јануари, кога се користи зимскиот одмор за учениците. Оваа препорака се дава со цел да се намалат трошоците за енергија и за електрична енергија во училишните објекти, се вели во дописот од МОН. Од Министерството за образование и наука исто така информираат дека од денес до 31 јануари повторно е достапна можноста за аплицирање за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк за студенти кои ги исполнуваат условите согласно законот за субвенциониран студентски оброк, но не успеале да се пријават и или да го остварат ова право досега. Оваа можност е достапна секој месец и тоа од 20 до 30, односно од 31 во месецот. Продолжните кабли со несоодветна јачина се почеста причина за појава на пожар во охридските домови. Неисчистените оджаци пак и понатаму се на врвот од најчестите причини за интервенција на пожарникарите. Упатуваат предупредување граѓаните да внимаваат при купување на продолжни кабли и на проодноста на оджаците. Од почетокот на оваа година до денес охридските пожарникари имале приближно ист број интервенции на пожари споредено со истиот период од минатата година. Изгаснале 21 пожар во првите 20 на дена, од кои 11 биле на опожарени оджаци, а во 10 наврати реализирале технички интервенции, информира Борко Јанкуловски, командир на Охридската територијална противпожарна единица. Покрај неисчистените оджаци, потенцијална опасност за пожар се почесто стануваат продолжните кабли со несоодветна јачина, предупредуваат пожарникарите. Во зимскиот период најголем проблем се димоводните канали, исто така и електричните уреди. Продолжните кабли, од преголемо оптеретување, еве еден апел до граѓаните, да не уклучуваат повеќе уреди, без соодветна јачина на кабел, продолжен, да биде кабелот високо квалитетен, а исто така димоводните канали да се чистат редовно, за да ги немаме овие проблеми во зимскиот период. Оваа година пожарникарите очекуваат подновување на опремата која е неопходна за нивната служба. Локалната самоуправа планира средства во буџетот за набавка на неопходната опрема, со која што територијалната противпожарна единица поефикасно ќе се справува при интервенциите. Одвоени се средства за набавка на униформи и се надеваме на подобрување на возниот парк, со што поефикасно би реагирале, би биле поефикасни на терен, се во интерес на град Охрид. Во моментов територијалната противпожарна единица располага со 5 противпожарни возила кои се во функција. Деновиве се очекува да заврши поправката на резервоарот кај уште едно противпожарно возило. Седма седница на Советот на општина Охрид во вторник 25 јануари со почеток во 9 часот. На дневен ред пред градските советници се 46 точки. На 21 јануари годинава во вторник со почеток во 9 часот во големата сала е закажано седмото издание на седницата на Советот на општина Охрид. Покрај усвојување на записникот од четвртата седница, на обебниот дневен ред на ова издание на седницата на Градскиот совет ќе се најдат голем број предлог одлуки за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградени објекти. Потоа, предлог одлуката за давање согласност на планот за изменување на годишниот план за вработување во општина Охрид за оваа година, како и предлог одлуката за спроведување мерки за субвенционирање трошоци за комунални услуги и предлог одлуката за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на цените за користење на спортските објекти и јавниот паркинг простор со кој стопанисува јавното предпријатие Билјанини извори. Градските советници во вторник ќе треба да се произнесат и во врска со предлог одлуката за утврдување вредност на bod за пресметување на платите на вработените во јавното предпријатие Нискоградба од Охрид со статус на административни службеници за оваа година, како и за платите за административните службеници во детската градинка Јасна Ристеска исто за оваа година, и по предлог одлуката за давање согласност на одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и директорот на јавната установа Јасна Ристеска детска градинка од Охрид за 2022 година.
Ке се изменуваат и разрешуваат членови на училишни и управни одбори од неколку училишта, како и од отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Кузман Шапкарев од Охрид, а ке се гласува во врска со предлог одлуката за формирање комисија за проценка и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи. Пред советниците ќе бидат и предлог одлуките за определување зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот објекти, градежно, земјоделско земјиште за календарската 2022 година, утврдени врз основа на извршени купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Охрид по катастарски општини и предлог одлука за донесување план за парцелизација на урбанистички проект со план за парцелација за градежни парцели со намена Б5, хотели и хотелски комплекси. Минималната плата ќе се зголеми минимум на 18.000 денари во вториот квартал на 2022 година. Ова денес го соопшти министерот за економија Кришник Бектеши, одговарајќи на новинарско прашање при посетата на Бирото за метрологија. Инаку претходно Сојузот на синдикати на Македонија соопшти дека на 24 јануари ќе одржи средба со владата и на неа ќе се разговара за барањата на синдикатот за зголемување на минималната плата на 18.000 денари и скалесто зголемување на сите останати плати, утврдување на правото на регрес во јавниот сектор и за примената на законските одредби со кои недела е прогласен за неработен ден, бидејќи од страна на одредени работодавачи се крши. Амбасадорот и шеф на делегацијата на Европската Унија во Македонија Дейвид Гир со големо задоволство ја проследи демонстрацијата и практичната употреба на опремата за спасување наменета за потребите на планинската спасителна служба при Црвен крст од Охрид. Амбасадорот и шеф на делегацијата на Европската Унија во Северна Македонија Дейвид Гир со големо задоволство ја проследи демонстрацијата како и практичната употреба на опремата за спасување наменета за потребите на планинската спасителна служба при Црвениот крст од Охрид. Планинската спасителна служба при Црвениот крст од Охрид постои 19 години, но значителен развој остварува преку реализација на проектите финансирани од Европската Унија. Возилата, како и специјализираната опрема за спасување во зимски услови, набавени се во рамки на проектот Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам, кој е финансиран од Европската Унија преку ИПА-2 програмата за прекугранична соработка меѓу Република Северна Македонија и Република Албанија, Министерството за локална самоуправа, а самиот проект го спроведуваат Црвениот крст од Охрид, општините Дебрца, општината Грамш од Република Албанија, како и Алпинистичкиот клуб Патагонија од Охрид. Магистер Милчо Јовановски е нов директор на Националната установа библиотека Григор Прличев Охрид. Јовановски доаѓа на местото на досегашната директорка Гордана Змејковска. Најавен оглас за избор на директор на Националната установа библиотека Григор Прличев Охрид, распишан од страна на Министерството за култура, Министерот за култура за директор на библиотеката со мандат од 4 години го избра кандидатот Милчо Јовановски, кој досега беше вработен во оваа установа. Министерот за култура врз основа на предлогот на комисијата оцени дека Јовановски ги исполнува општите и посебните услови утврдени со огласот, како и тоа дека поседува стручни и професионални квалификации за извршување на функцијата директор, а доставената програма за периодот 2022-2026 година ја оцени како позитивна и со квалитетна развојна компонента. Милчо Јовановски има завршено филолошки факултет, група македонски јазик и југословенска книжевност, магистер е по медиуми и комуникации, а од неодамна го поседува и звањето виш библиотекар. Зад себе има над 3 децениска кариера како новинар и публицист, а бил и главен и одговорен уредник и директор на Радио Охрид. Едно лице е повредено во сообраќајна незгода што синоќа во 20 часот и 20 минути се случила на излезот од Струга на регионалниот пат Струга-Дебар. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски информира дека во несреќата учествувале 2 патнички моторни возила. Голф управуван од лицето ДГ 37 години од Струга и Мерцедес управуван од ТП 25 години од струшкото село Ложани. Двете возила биле со струшки
регистарски ознаки. Во несреќата возачот ДГ се здобил со тешки телесни повреди констатирани во општата болница во Струга. На местото на несреќата увид извршиле јавен обвинител и полициски екипи, информираат од СВР Охрид. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Забраната на руските банки да користат долари повеќе ќе и нанесе удар на Америка отколку на Русија, бидејќи големите светски сили пред се Кина би се откажале од таа валута, изјави Владимир Джабаров, прв заменик председател на Комитетот за меѓународни односи на Русија. Американската економија е во таква состојба што не може да си дозволи такви антируски санкции, смета рускиот сенатор, коментирајќи го предупредувањето на американскиот председател Џозеф Бајден дека САД подготвуваат санкции против Русија какви што Владимир Путин никогаш не ги видел. Джаваров рече дека очигледно е дека такви изјави за Бајден подготвуваат политичари, но не и економисти. Австрискиот парламент денес ке гласа за воведување задолжителна вакцинација против COVID-19, која треба да стапи на сила на почетокот на февруари. За овој предлог се очекува јасно мнозинство, бидејќи покрај владеачката партија од Австриската народна партија и Зелените за ке гласаат и многу пратеници меѓу опозицијските социјалдемократи и либерали. Екстремно десничарската партија на Слободата од друга страна жестоко се спротивставува и го критикува планот. Задолжителна вакцинација би важела за сите граѓани над 18 години. Исклучоци се планирани за бремените жени и сите оние кои поради здравствени причини не смеат да се вакцинираат. Во моментов околу 75% од луѓето во Австрија примиле 2 дози на вакцина. Целта на ефективна вакцинација е 90% од оние на кои им е дозволено да се вакцинираат. Војската на САД објави видео снимки од напад на беспилотно летало вчера во кој погрешка загинаа 10 афганистански цивили, меѓу кои 7 деца. На снимката се гледа како војската следи бело возило со беспилотно летало над Кабул, верувајќи дека е на ИСИС натоварено со експлозив. Пентагон првично го бранеше нападот, тврдејќи дека убил оперативец на ИСИС кој планирал да ги нападне американските сили за време на последните денови од евакуацијата од Авганистан. Војската всушност го следела за Мараи Ахмади, афганистанец кој работел за Nutrition and Education International, невладина организација за безбедност на храна. Околу 3 недели по нападот, војската призна дека се работи за трагична грешка во која животот го загубија 10 невини цивили. Подоцнежната проверка на активноста на воздухопловните сили на САД за време на нападот откри нема прекршување на законот. Така, никој не одговараше за оваа трагична грешка. Властите во Перу соопштија дека излевањето на нафта кај брегот на земјата предизвикало еколошка катастрофа. Имено од рафинеријата Ла Пампила протекува повеќе од 6.000 барели нафта поради брановите кои ја погодиле по ерупцијата на вулканот во Тонга. Властите ги затвориле 3 најпогодени плажи и изјавија дека виделе многу мртви животни покриени со нафта во областа. Представници на Министерството за надворешни работи го повикаа Репсол да плати компензација, а портпаролката на компанијата ја негираше одговорноста, велики дека излевањето се случило во ограничена област. Обвинителите започнаа истрага за улогата на Репсол компанијата во инцидентот, а Министерството за животна средина предупреди дека компанијата може да плати казна од повеќе од $34,5 милиони. Официјални лица велат дека истекувањето оштетило 18.000 квадратни километри заштитени подрачја населени со ретки растителни и животински видови. Се чистат околу 3 километри плажи. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.